Како и многу други палестинци во Газа, семејството Абу Мерием живее во шатор во Алмаваси, безбедна зона назначена од Израел во јужниот дел на Газа. Етимат, незиниот сопруг Ареф и нивните две возрастни деца го напуштиле нивниот дом во северниот дел на Газа и биле раселени 5 пати од почетокот на војната меѓу Израел и Хамас минатата година. Загрижени се како да ја преживеат зимата. Идејата дека доаѓа зима и дека ќе има дожд е страшна и мрачна, бидејќи живееме во шатори од каенина, нема да можат да го издржат дождот. Етимат вели дека е невозможно да се одржуваат основните хигиенски стандарди за живење во шатор. Нема хигиена. Цел ден се трудам да организирам и да чистам, а сепак се чувствувам како да не сум направила ништо. Овде има инсекти и глувци. Тие глодаат облека, постелнина и вреќи. Сопругот на Етимат, Ареф, вели дека дождот порано се сметал за благослов за газаните, особено за оние кои работат во земјоделство. Но сега, вели тој, тоа е проклетство. Порано се молевме за дожд. Тоа беше нешто за што му се заблагодарувавме на Господ. Но сега се молиме да нема дожд, зашто живееме под парче пластика. Се е свртено против нас. Дури и земјоделското земјиште сега е место каде што ги поставуваме нашите шатори. Зимата пристигнува како што хуманитарната криза во Газа се влошува. Медицинскиот систем едва функционира и водечката агенција на Обединетите нации, која работи со палестинците, вели дека едноставно нема доволно храна за населението од повеќе од 2 милиона палестинци, особено во северниот дел на Газа. Денес постои реален ризик повторно да не зафати зима. Имунитетот на луѓето е многу послаб. Влегуваме во ситуација кога глад или акутна неисхранетост. За жал, повторно е веројатност. И повторно, ова може да биде избегнато. Израел неодамна ги прекина врските со агенцијата, велејќи дека некои од вработените учествувале во нападот на Израел на 7 октомври, тврдење кое агенцијата го негира. Израелските одбранбени сили велат дека дозволуваат доволно меѓународна помош во Газа преку незините контролни пунктови и дека проблемот е во дистрибуцијата во Газа. Денес имаме повеќе од 800 камиони кои чекаат меѓународната заедница да ги достави од тука до луѓето во Газа. Како што семејството Абу Мерием ги гледа работите, навистина не е важно кој е одговорен за недостигот на помош. Ним им предстои уште една студена, дожлива зима во шатор, не знаејќи кога ќе можат да се вратат дома.